Како пасошот станал клучен документ за патување, од средновековни документи до модерни биометриски потписи. Иако модерниот глобално стандардизиран пасош се користи само во последните 100 години, идејата за документи кои овозможуваат минување на границите е многу постара. Самото име доаѓа од зборовите што значат да помини и порта, поврзани со практиката на европските средновековни градови каде што се проверувале градските порти за да се види кој влегува и кој излегува. Иако пасошот во неговата сегашна форма станал вообичаен дури во модерното време, првиот закон за пасоши бил донесен од Луј 11 во 1462 година. Со векови патувањето било привилегија, но со развојот на железницата и патничкиот сообраќај границите станаа потешки за контрола. Првиот модерен пасош бил британскиот, издаден во 1914 година по усвојување на законот за државјанство. Тој пасош бил едноставен, имал картонска корица и содржал личен опис на патникот. Првите глобално стандардизирани пасоши биле воведени од членовите на Лигата на народите во 1920 година со цел да се олеснат меѓународните патувања. Истата година Франција била првата што вовела отпечаток од прст како елемент за идентификација во пасошите. Оттогаш пасошите стануваат пософистицирани, вклучувајќи биометриски податоци, а во 1981 година Европската унија ги стандардизираше боите на пасошите. Биометриски пасоши станаа вообичаени пред околу 20 години.